на вечноста меѓу две небитнини. Те гледам во срцевината на зборот како самееш на ридот полн, болка и мака, бистра реко, водо недотечена. Твојот стих во срце го чувам од дете, како лика што ми дава надеж и мир во сите колебливи времења. А твојот повик ме крепи во вечноста меѓу две небитнини. Ги чувствувам во сегашноста твојот неспокој и темно чекање, нашите полиња суви и твојот леле, сите нераномини, обнови и диви реки врз твоите плеки, на кои санувам бескрено во вечноста меѓу две небитнини. Се случи таа ноќ да ме препознаеш паднат и длабоко потонот без свест да дојдеш невидлив и да ме однесеш подалеку од тие поплави и подземни реки. Во миг отворив очи и препознав небо и рој звезди во осветлија твоето око, кое надгледува и вишнее. Ти си таму и бдееш, дарувајќи спокој на мојата крв и куса вечност меѓу две небитнини. Копнеам по нежноста на твојот завет, песно што им подари песна на сите пркоси. Бескрајно убавено во зрел бој за созревање меѓу две тивки небитнини. Ти си јазикот на бујната младост, раскош на вечност, селено и свест, утринска сончевино која буди копнеш, што седи во утробата на зборот меѓу звуци и зраци. И со светлина го лекува мракот на нашата небитнина. Ако сте талентиран човек, тоа не значи дека нешто сте добиле. Тоа значи дека нешто можете да дадете. Ако оваа мисла на познатиот Карл Густав Јунг ја насочиме кон поезијата, тогаш тој сакал да ни каже дека секој човек талентиран за пишување стихови не треба своите поетски продукти да ги чува само за себе, ами на најубав можен начин да ги сподели со оние кои се гладни и жедни за таков литературно творештво. Тоа совршено добро го знаел и главниот виновник на овој вечерашен културен настан, кој во себе долго време ја чувал полуотворената фиолка на убавиот збор и стрпливо го чекал мигот на своето ново будење и будењето на питомиот творечки вулкан во себе. Во тој поглед, академик Митко Манчунков ќе напише вака: тоа што поетот во еден долг момент можел да живее без да пишува поезија, јасно зборува дека за него поезијата не била екзистенција, но кога му се отворило време, како честен човек кој во меѓувреме духовно се воздигнал и зајакнал, не можел да не го каже, макар на сумарен, анекдотски начин, а најчесто во облик на она што некогаш се нарекуваше рефлексивна поезија, она што му било важно да го повтори пред себе и да го соопшти на другите. И така, почитувани пријатели на поезијата, во минатиот век, во таа веќе далечна 1992 година, за Кукурига Петело.
Не од оние шеќерни петлиња кои ги будат спомените од детството, туку петел кој најубаво знае да разбуди подобро од сите часовници на овој свет. Така се случи вечен збор, за набрегу да се јави глас во пустина, а во веков кој го живееме, каков таков, се нанижа и капки, прашинки, семки, спомени и корени. Но Творецот не му робува на суеверието, не сакајќи да застане на седумката како среќен број, па еве го пред нас со неговата 8 поетска книга. Така започна и се уште трае трансфузијата на стихови од душата на стихотворецот во душите на стихољубците. И дај Боже, нека трае за векутума века. Почитувани дами и господа, добро вечер и добре дојдовте на промоцијата на книгата Звуци и зраци од нашиот драг Ристо Маџунков. Започнавме со меѓу две епидеми, првата песна од книгата, во кажување на професор Павле Стојанов, а продолжуваме со беседата на рецензентот и вечерашниот промотор, кој друг, ако не литературниот критичар, професор Трајче Бјало. Благодарам. Не знам дали се слушам добро. Да бидам погласен? Не, справим какво да кажу нещо. Почитувани присутни, драги пријатели, роднини, добронаверници, се радувам што да гледам сите собрани овде, да ја дадеме достојна почит на поезијата со голема почетна буква. Уште еднаш да ја осведочиме нејзината убавена и ненаметлива силина, да отстапиме од нашите секојдневности и да пристапиме во несекојдневниот свет на убавиот стих, кој може би ќе се посомневаме дали е мокен да го преобрази светот, но е сосема мокен да не помрдне во миг, да не подсети кое е нашето место во овој чуден и нејасен свет. Зошто сме дојдени на овој свет и конечно што е тоа што не собра токму овде сите нас оваа вечер. Несомнено, треба да сме му благодарни на Ристо Маџунков што редовно не собира изминатите години да не почести со амброзијата на својот непресушен дар и да не воведе во светлините на тишините што секој негов стих ги отвора. Што да се каже повеќе за поезијата на Ристо Маџунков, а да не се повторуваме? Презамајќи го сиот ризик да се повторувам, а знаеме, повторувањето е неопходно за да не се заборави најважното. И со оглед на тоа што долго го проследувам творештвото на поетот Маџунков, сметам дека е потребно и оваа вечер да се подсетиме на некои добро познати одредници кои го карактеризираат неговиот поетски укус, неговото поетско проседе и ракопис, правејќи еден брз преглед на она што е напишано за неговата поезија. Во редот на оние кои пришувале за Ристо Маџунков не сум единствениот. Тука се и Стефан Марковски, Васил Тоциновски и академик Митко Маџунков. Ова само по себе е факт што треба да се земе предвид при евентуални идни проследувања на она што како поетско книжевно наследство го остава Ристо Маџунков за идните генерации. Уште во Капки, објавена 2014-та првото издание, имам забележено дека тоа е пред се една интимна поезија, непретенциозна, која што на моменти збунува со едноставноста на својот израз, со неговата лапидарност и кондензираност, но и со богатството на животното искуство содржано во неа, како и со способноста во едноставноста на секојдневните ситуации и мали работи
да се најде една повисока смисла, една реалност која постои околу нас и не е нужно креирана од нас, но таква што единствено изостреното поетско око може да ја забележи и дофати. Веќе во следната книга Прашники, објавена 2017, пишувам дека се забележува едно органско надоврзување на она што е почнато во Капки. Цитирам: ако во Капки изразот е непретенциозен, збунувачки, едноставен, кондензиран, дестилиран и созрен, во Прашники сведоци сме на понатамошно негово атомизирање, но не и распаѓање. Напротив, во некои кратки песни изразот успеал да ги искаже сета собрана мудрост и знаење на личното искуство, кои безмалку звучат како лиризирани сентенци од Сенека, а некој од нив во крајна мера како магиска инкантација на предмедицинското шаманско ритуално пеење за лекување во случајов на душата или утробата на просторот. Или како што Никола Маџиров во песната Враќање ќе ја нарече утробен палимпсест, за која се бара лек во тишината на спомените. Затворен цитат. За второто преработено издание на Вечен збор, објавено 2018, сум забележал дека со неговото реобјавување всушност, цитирам, иднината го повикала своето минато и дека тука имаме еден иманентно книжевен феномен. Материјалот од кој беа создадени и Капки и Прашинки во Вечен збор го имаме како протоплазма, како растечка и растечена магма, која што ги длаби живите во кората на зборот и му дава живот. А нели зборот е всушност она од која што е создадена самата вечност. Впрочем, на почетокот беше зборот. Во Сенки 2019 рецензентот Стефан Марковски проникливо ке запише: поезијата на Маџунгов сублимира перенијални се присутни теми во поезијата, типот на љубовта и представата која секој од нас ја гради или градил за неа. Оптимизмот, радоста, нејзината минливост, но и навратливост, преплетени со субјективни, а корелативни доживувања, топлина, надеж, копнеш, сочувство и сите останати амплитуди од емоционалниот спектар кој очовечува и опоетува. Затворен цитат. Во следната поетска книга Спомени 2020, рецензентот Васил Тоциновски, анализирајќи ги песните, ќе напише: неговата песна, се мисли на Маџунков, е кратка, јасна, мудра, читлива, едноставна и отворена за диалог со читателите. Пораката како тенденција е неретко нема, нечујна воздишка, оти смртта не е ништо, ама животот е мисла и смисла на космосот. Затворен цитат. Во рецензијата за Корени 2022 сум забележал дека во поезијата на Маџунков, цитирам, се отчитува една етичка позиција која што бара од секого секоја неволја и несреќа стоички да ја издржи, а за да може тоа да се случи потребно е секој да се сети на својот извор, коренот на љубовта од која потекнува, на јазикот во кој е воведен, и тогаш секој ќе свати дека се може да се издржи. Секоја промена е минлива, само променливоста е вечна, но никој не треба да заборави од каде го почнал својот пат и каде треба евентуално да се врати. Затворен цитат. Конечно, дојдовме до последно објавената книга Звуци и зраци 2025 година, поради која сме собрани вечерва, каде констатирам дека, цитирам, Ристо Маџунков е природен поет. Односно, тој пишува стихови како што зборува, или обратно, зборува како што пее. Таа способност да се спојат мелодијата на кажаното со значењето на она што е кажано и во обичен разговор, а потоа кога е запишано совршено да функционира како песна, е карактеристично за неговиот израз во целата негова поезија. Во врска со оваа книга можам да го посочам и она веќе од прва книгото, дека,
цитирам, иако навидно хетерогена, Звуци и зраци представува една мотивско-тематска целина, затоа што основен мотив на секоја песна е љубовта, не само на оние со очигледен љубовен мотив. И кога поетот е филозофичен, длабоко запрашен и замислен, тој одговорот на своите секогаш длабоко умни и животоважни прашања, како и секој голем мудрец и маг, го наоѓа во љубовта, она човечката, простодушната, нечистата. И она во која човек може само да сака да потоне и да остане заровен во неа. Може би затоа во утробата на зборот поетот ги сместил звуците и зраците, оти што е љубовта ако не е мелодија од светлини. Во песните од оваа книга поетот си дозволува и да се радува како дете на животот како факт и со детска наивност да верува во добрината на светот и дека тој е место полно со љубов, но истовремено и со побожна загриженост да се моли на Севишниот за спас на сите души и спас на светот. Свесен за ненадминливите за човека предизвици со кои се соочува, но никогаш не запаѓа во малодушност и не ја губи вербата во подобро утре, во моќта на зборот, да го преобрази светот, така што ќе го преобрази човекот, дарувајќи му е потребната утеха и нежност, за да му се отвори сликата и вистината за она што е вистински важно во животот. Љубовта, оти само љубовта може да го излечи и спаси човештвото. Како и на секој поет, така и на овој, основен копнеш му е да дојде до тоа соединување на мислата со душата и на зборот. И секоја нова песна е едно ново приближување до таа цел, но истовремено тоа е и цел која се движи и не стои во место, чекајќи смислата сама да ја најде. И потребен е таков посебен поетски сензибилитет, таков што Ристо Маџунков го има, за да може воопшто да се држи Чеков со таква подвижна цел и да се биде таков ловец на метафори и јоти, кој што без да мора да ја држи целта на нишан, таа само ќе му се покори. Со звуци и зраци. Ристо Маџунков и се доближува на таа цел, всушност сонот на секој поет. И наместо да ја нишани и дава вода да се напие од неговите раце, како поезија што пие вода од извор од кој самата извира. Стихови од песната за љубов. И за тоа треба да му се честити. Во Звуци и зраци академик Митко Маџунков, рецензирајќи го поетскиот ракопис, исклучително објективно и непристрасно, меѓутоа ќе напише: ја препрочитав внимателно, но ја опуштено Звуци и зраци. И впечатокот ми остана ист, дека во поетот Ристо Маџунков созреала потребата да заокружи книга песни, а не да се остави само збирка песни, како што обично бидува со сите поетски усилби кои така најчесто и се помнат, по определени песни, а не по обидот да се создаде целина. Причината што поетите не се обидуваат да напишат книга лежи и во спонтанноста на поетскиот чин, во инспирацијата која може да биде толку за честена што секоја година произведува нова книга, а добрите песни се создаваат сепак ретко. Благородна е потребата да се каже нешто важно на што поедноставен и разборлив начин. Академик Маџунков забележува уште дека интересна новина во поезијата на Ристо Маџунков е што насловот често ја има функцијата на прв стих во песната, постапка, како што вели, што не сум ја сретнал на друго место. За Ристо Маџунков и неговата поезија има многу што да се зборува. Имам чувство, колку и да зборуваме, пак ќе останеме да докажеме. И пак поубаво тој од сите нас со стих ќе го каже она што сите го мислиме и чувствуваме, а не умееме да го сведеме на едноставна гола убавина. Сигурен сум и во годините што доаѓаат, ќе имаме можност да се дружиме со поезијата на Ристо Маџунков, зашто неговиот поетски извор е непресушен. Како што вечера сведочиме, тоа не е поезија произведена од некоја
нејасна потреба нешто да се каже, туку тоа е поезија која умее секого да го натера светот, да го види со нови очи, како новороденче. И затоа ќе има секогаш што да помогне. Таква поезија ни е насушно потребна во нашите животи. Драг Христе, ти благодарам што вечерва не спои сите нас и ни возможи да бидеме дел од едно толку несекојдневно поетско искуство. Како замина на мите. Се прашувам од срце, дете мое, како порасна и големо стана. И дали ти е свеж уште гласот кој пее, дојди сине, злато мое на мама. Таа мелодија е вечна мој татко. Чинам од испуна ја слушам и чувам во срцево кротко со тештава болка ушна. Често мислам по разделбата кажна, како мама со насмевка ме прегрнува, галејки ме по лицето влажно и по косата нежно ме милува. Откако замина, долго бев во мракот и го молам Исуса пак да ми ја врати, за миг да ја видам и го задржам плачот. А Бог, мајка си, да ме парди, ми ја прати. Одговор. Кој тоа во мене створи? Кој отвара уста? Кој ја создал свеста? Дали душата останала без име? Песната на славејот ја отпеал ли некој? Се што е покриено Вселената? Кој е лекот за уплашените мисли? Се прашања за кои само еден одговор имам. Без љубов секоја песна ќе е мртва. Те најдов на С.Б. Те најдов во тишината на денот, бегајќи од гневна мисла, за заборав на пламенот ноќен и болскотот во окото на Перун. Те најдов во бездна крепка, како осветлена магија што влече непреболен корен од мирен сон во темнина што гневно пече. Те најдов во неспокојот и плакот, жива рано од војните и сните, во здивот на изгревот и зракот, битнино натопена во пламен. Те најдов во бурите на гревот, оплодена од ветрот, разделена простум. Раскостена те препознав и долго те љубев во мракот. Љубовна прекрет. Не знам ти сам. Почна така трепетно дишење и допир со рака. Одеднаш бевме сосем близко и напрсти се љубевме. Се случи ова време наше, како милозвучна песна, беше зима и волшебства имаше. На снегот се игравме
и игравме. Во тоа непознато море безкрајно грешевме. Ако ми речеше за миг довидување, мислев нема веќе видување. Еден ден, кога се ќе мине, кој ќе не замени? Умирајќи честно во игра, ќе бидеме заедно збрани. Президентот Трајчев Јадов за главните импресии од неговата прочитна поетската книга Звуци и зраци од Ристо Маџунков, како и блокот прекрасни стихови од оваа книга, покажување на Гонца Шивачева, Ален Нанов, Маријета Дукич и Павле Стојанов. И поздравивте секој од нив со еден аплауз поединечно. А сега време е за минутите резервирани за вториот вечерашен промотор, кој има нешто заедничко со првиот, а тоа е дека и двајцата се компаративци. Става збор за писател, критичар и драматург, кој носи име и презиме Арсо Голов. Благодарам Ѓорги на најавата. Добро вечер, драги пријатели, драги почитувачи на литературата и уметноста. Речи си е за неверување, а еве веќе поминаа 3 години од нашата последна средба на истото ова место, точно пред 3 години при промоцијата на предпоследната книга на нашиот автор. 3 години може би и не се многу време, освен што за малку сме постари, но во творештвото времето има посебна улога, бидејќи тие 3 години значат и ново искуство, значат и нови доживувања, значат и нови опити, животни, емотивни, а тоа во творештвото е изворено важно. Предпоставувам затоа и нашиот Ристо Маџунков се одлучил и во меѓувреме творил такви ljudски песни кои што го изразуваат тој негов духовен живот во изминатиот 3-годишен период. Ќе прочитам нешто за неговата последна книга во која давам едно критичко видување и толкување на ова негово последно дело. Најновата поетска книга на Ристо Маџунков, насловена како Звуци и зраци, содржи околу 60 на песни и представува тематско и стилско надоврзување на неговата претходна книга поезија Корени. Тоа е поезија која нема потребата да биде условно кажено важна, ако под тоа важна е подразберена трескавичната обседнатост со рефлекторите на јавноста, со потребата уметноста да биде дел од нашиот имидж, а не предодреденост и судбинска зададеност. Тоа е поезија која е во знакот на една сложена едноставност, на едно мудрозборство кое кај нас свој најзнamenик представник имаше токму Блаже Конески. Се работи значи за поезија која е навидно наликува на обичниот човечки говор, на секојдневниот модел на комуникација, но дали таа е и навистина тоа? Дури кога го имаме тој впечаток на разговорност на песната, сепак тоа е резултат на едно естетско обликување од авторот. Бескрајната сложеност на нашиот внатрешен емотивен живот е толку голема и хаотична, што песната, за да ја добие таа едноставна разговорност, нужно минува низ еден креативен процес на филтрирање и обликување од страна на самиот автор на неговиот внатрешен глас. Затоа и стиковите на нашиот автор и кога наникуваат на искази земени од стварноста, кога ќе станат дел од лирската песна, значи кога ќе добијат нов контекст, добиваат многу пошироко значење од еднозначноста која ве имале во говорна ситуација од обичниот живот. Тие во себе почнуваат да ги носат оние неизговорени значења, би рекол Јан Мукаржовски. Песните на Ристо Маџунков, барем повеќето од нив, наликуваат на кратки одломки, шепоти, копнежи или мисли. Како такви тие содржат визијата на светот разбран во неговата мигновеност, краткост, маленкост, на истиот начин на кој зрното песок во себе содржи сликата на Вселената воопшто. Светот и човекот може да се опрати преку таквите рефлексивни минијатури кои подсетуваат на одломките во хиленската лирика, например, или на рубаите во старата персиска поезија. Постои тука во тие кратки песни свест за драгоценноста на мигот што ни е даден. Потребата да се запре тој миг и да се доживее како мало чудо.
овековечување на моментот, негово поставување во времето како такво, а времето во поезијата е секогаш вечен презент, вечна актуелност, непрекината сегашност. Интонирани понекогаш во афористички или анекдотски манир, некои од овие лирски миниатури активираат диектичката вертикала во нас, при што уметникувањето станува и крик и молитва. Воопштата за зборуваност и киберинфлација на зборови во светот и виртуелна и јазична, што може да направи поетот, освен да биде аристократ на духот и да ги употребува зборовите внимателно и со мера, како скапоцено со кое треба да ни соопшти некои важни нешта. Освен лирските миниатури, книгата на Маџунков содржи и неколку условно речено подлоги песни. Таква е поведната песна меѓу две непиднини, која представува творичко надоврзување и воспоставување креативен диалог со антологиската песна Непиднина од Ацо Шопов. Преку користењето на мотиви од таа важна и позната песна на Шопов, авторот успел да создаде убава своја песна. Песната дојде пак како да е далечна област на Рембовата песна Сетливост. Треба да се замени и остане за секогаш среде залинилото, среде природата, во езерото, покрај лековитите тревки и алги во езерската градина, како што вели поетот, која може би исто со библиската рајска градина. Сведочиме за еден одушевен пантеизам, за едно речиси романтическо слебање со природата во чинот на остварување на вечната љубов помеѓу мажот и жена. Тоа се тие уметнички сродности кои постојат помеѓу песните од различни автори од различни меридијани на светот. Меѓу подолгите песни и песната Гугутката и која референцијалната предложка или мелодичката илузија го конституира метафизичкиот план на песната. Малата приказка за Гугутката која слетала во домот барајќи во своето гнездо, примамена од трошките леп фрлени од човечка рака, прави тука да дојдат и врачињата по неа и тие привлечени од трошките или само од љубовта. Тргнувајќи од конкретното, од секојдневното, од навидум еден исучек од секојдневното живење, авторот го поставува прашањето за смислата на нашето постоење. Не е тоа незамисливо без љубовта, она истата која ја натерала Гугутката кон луѓето, отвртувајќи се општата поврзаност на сите живи суштества на овој свет. Во редот на тие подлоги песни би ја вклучил и песната Белата бреза, во која се евоцира белината на некогашните брези кои веќе ги нема, заедно со повикот да се засади бела бреза по чија сенка ќе може да се слушаат стихови и музика. Сликата на брезата, некогашната и она идната, посекуваната, стануваат една прасник. Лирски предмет кој нема свој корелат во стварноста, току израз на нашите внатрешни душевни состојби, во случајот метафора, и тоа двојна метафора. Метафора за љубовта и метафора за песната, бидејќи поетот вели. Затоа да ја засадиме сега заедно, за да биде само наша песната за таа гледка. Посебна тематска линија во книгава се неколкуте песни кои се однесуваат на детството и родниот крај. Би рекол, таа линија е трајна преокупација на нашиот поет затоа што се јавува не само во оваа книга, и во неговите претходни книги. Во лирската визија на поетот детството и градот се свет просторна неповторлива убава. Прочитајте ги песните Тој град во мене, Сокаци, Шекерни петкуња, мирисот на детството. Во својата последна книга Ристо Маџунков ја опева љубовта како универзален принцип од кој ни доаѓа и силата, и милоста, и човештината. Тоа го прави на начин на кој песните ќе прозвучат како мали етиди, обиди да се кажат важни нешта преку обичен човечки говор, преку обичен човечки збор, без изнасилени поетизации, едноставно, непосредно како дишењето, како течењето на водите, така што на песните не ќе може ништо да им се додеде или одзеде. Ви благодарам за минута. Мајка и деца. Додека бев млада, бев сретна со дечиња мали и вез ден си бе со надежд за подобро утре. Кога децата порасна, грижите големи стана, надежта сетна, а грлото пресуши заедно со мојата младост и веселост. Пеам гласно. Години поред барам простор за бегството од стравот. Пеам гласно
за она што било во заборав да не појде и да го снема. И затоа што царува молкот пред она што може да биде, да го сотрат светот тие војни во кои се пали и се гине. Ти, каде е почетокот, а каде крајот? Само ти знаеш и се што гледам е само мудрост и невидливост која никој друг не ја одгаднал. За тебе сум само смисол и цел и поглед небесен кој ме следи. И кога љубам, и кога страдам, знам дека не сум заборавен. Само ти знаеш што ноќта ми спрема и дали ќе се разбудам под ова небо, во ова време или некаде на друго место. Затоа те молам за судбата наша во земното царство, помал товар од грижи да носам, додека трае ова време. Близка присутност. Покрај езерото, чии бранови го допираат заедничкиот сон, надоаѓа веќе видена слика, чија привлечност занесува не толку од убавината на гледката, колку од блиската присутност. Тој ден те одведов на езерото да пливаме меѓу лековитите тревки. Низ тајни патишта те поведов. Нешто не влечеше кон езерските бездни. Осветлени, чудесно долго се љубевме во езерската градина, начичкана со алги. Како зелени камчиња во кристална школка, останавме таму за секогаш заробени. Рецитаторите Гонца, Ален, Маријета и Павле, кои на себе својствен начин ја збогатија вечерашна промоција, а меѓу нас се уште 20 добри луѓе кои ќе ни се обратат. Промоцијата малку личи на долга черга, ама убава черга, знаете. Тоа се познатиот македонски фолклорист, струмичкиот Марко Цепенков, господинот Иван Котев, инаку многу добар пријател на Ристо Малчунков, а вториот е македонскиот писател, сценарист, поет, драматург и преведувач Стефан Марковски, овој пат во улога на уредник на издавачот Собран. Драги пријатели, добро вечер. Јас ќе се потрудам да бидам безкрајно краток, бидејќи после искажувањата на Трајче и на Ацел, депlasирано да зборувам пак, да зборувам бидејќи поезијата зборува само за себе. А вие чувте голем број песни и гледате дека тоа е една богата тематика која задира во секоја ќошинце од човечкиот живот, во секој дел од човечкиот живот. Книгата е насловена како звуци и зраци. Тоа книга со космичка тематика. Звуците и зраците се тајни кои што вечно ги одгаднуваме.
темницата ја разбива зракот, а звуците го најавуваат тоа што треба да дојде. Значи, тоа има една длабока филозофска нотка. И овој наслов ме просто воодушевува од неговите настроите на Ристо Манџуков се капки, прашинки, нешто кратко, ама кажува за некои најголеми, најсуштински работи. Мото на оваа книга е љубовта кон Господ. Поетот се обраќа кон него и вика, љубовта твоја е многу повеќе од сето што ми треба Господ. Значи, љубовта е едно општочовечко, општокосмичко чувство што секој го носи во себе, а секој различно го изразува. Јас, читајќи едно време пророкот Джибран, еве сега како да го гледам, пророкот како одговара на прашањата за пријателство, за децата, за куќата, за жената, сето тоа го има и во оваа книга, која што вие кои ќе читате, ќе верувам дека ќе уживате. Темите на Ристо Манџуков, темите во оваа книга, секојдневието и вечноста, потребата од заедништво. Има една песна во која вели: Господи, сите не живееме исто, ама да си помогнеме животот да не стане подозрив за сите, да биде еднаков за сите. Значи, сите пораки се општочовечки, сите пораки се исполнети со една голема човечност, една голема љубов кон луѓето, и затоа оваа книга го заслужува нашето внимание. Еден од рецензентите на книгата, неговиот брат, академикот Митко Манџуков, предлага сите овие капки, прашинки, да се соберат во една поголема книга, капките да станат море, прашинките да станат беласица, и неговата поезија не само да ја доживееме како звук, туку да ја доживееме како визија, како светлина, како нешто пред кое ќе се застанеме, ќе се поклонеме и ќе му се благодараме на прекрасната книга, на прекрасната вечер што ни ја приреди и на прекрасните можности што ги носи овој човек што седи до мене. Јас ви благодарам на вниманието и посакувам убава вечер на сега. После излагањето на Трајче и Нацо, мислам дека и јас не ми додала нешто премногу, освен едни мои лични импресии, кои што ги стекнав после читањето на книгата, која што се случи во еден стих буквално. Звуци и зраци се обединети како поими во физиката, уште од Исак Њутон, кој што се смета за идеен основач на корпускуларно-брановата теорија, а потоа и Кристијан Хајгенс кој што ја надградува, така што звуците се бранови, зраците се во исто време и корпускули и бранови. Значи, светлината има двојна природа и корпускуларно-брановата теорија, знаете дека ја ги обединува тој дуализам, дуалистичка природа на светлината, а исто така мислам и дека оваа збирка на Ристо Манџуков го прави тоа обединување преку испојување на длабочината на човечкото искуство и мудроста која што стекуваме при тоа, со од друга страна тие јазично-музикални средства со кои што се служи поетскиот јазик, односно поезијата. И тоа обединување направено на еден мощен, природен, непосреден, светол начин, кој што
диалогизира со сите нас и се надевам искрено дека тоа диалогизирање ќе не поттикне сите нас да се запрашаме за нашите собствени звуци и израци кои што ги наоѓаме во секојдневието, каде ги наоѓаме, зошто ги наоѓаме, дали ги наоѓаме и така натаму. Има многу да се каже за оваа збирка и за ваквиот тип поетика, меѓутоа тоа треба да се препиште на самиот читател да го искуси. Ви благодарам на сите. За љубовта се обидувам да пронајдам зборови кои не се мирливи и може да ги отворат тајните порти на безпревод. Како поезија што пие вода од извор од кој и сама да избира. Како добрина која го содржи само најтивкото од убавината и станува совршенство на кое ништо не може да му се додаде или одземе. Бела бреза на жена ми. Ајде да засадиме бела бреза со клупа за починка, спремна за слушање стихови под крошните Марија. Често се спомнувам како со страст зборуваше за белината на брезите кои не се веќе тука. Затоа да ја засадиме сега заедно, за да биде само наша песната за таа гледка. Како гушнати под шарената сенка слушаме тивка музика од стихови Марија. Восочни солози. Еден ден по нас, покрај вистинските, ќе потечат и восочни солози. Од свети што горат, ама не догоруваат. Оставени од оние живи кои немаат време за чекање и ги гаснат уште недогорени. Ако некој среде бел ден каже, сега е ноќ, вие дајте му одговор. Навистина е така. И звезди гледам на небото, само месечината ја нема. Волшебно место на академик Митко Маџунов. Како запалена шума во твоите поли се насели мојот сон да се роди, одново мора да се умре. Со немирлива љубов изгубената меѓа пак ќе биде спасена. Да се роди, одново мора да се умре. Ова волшебно место бол склоти со зеници чиј звон ќе отвора небесните светлини. Да се роди, мора одново да се умре. Пред портата, размислувајќи што најмногу ме потресува, ги сопирам непотребните објаснувања во обид да ги премостам гласовите кои не покажуваат
кајне за постапките. Застанувам така простум пред секој неред што го распарчува духот, наполно свесен дека животот е прекус, а опасностите премногу за да се избегнат. Вечно дете. Бате ми рече, ако летам во сон, не значи дека сум се уште млад, туку сам вечно дете. Драги мои, полека, но сигурно се приближуваме кон самиот крај на вечерашната промоција и, ако ми дозволите, би сакал малку да излезам од сценариото на промоцијава. Се наоѓаме сите во Националната установа Центар за култура Антон Паунов, кој порано се викаше Дом на култура Благој Мучето. Не знам дали знаете, следната година, 2026 година, оваа институција ќе прослави значаен юбилеј, 40 години од своето постоење. Од 1. мај 2026 година, недалат некои 7-8 месеци. Убави спомени имам од оваа институција и верувајте, заедно со оваа институција ќе славам и јас 40 години во неа на разноразни формати. А ќе славам со еден мој пријател, кој е овде присутен и верували ли не, вечерва ја има последната своја работна задача. Тоа е човекот задолжен за озвучувањето Ѓорги Поплитов. Ако не се лажам, имаме заедно, тоа не значи дека последниот нас не треба да не биде како што треба до самиот крај. Остарете, драги мои, јас особено. Но се уште го има детето во мене, кој сака да игра на бројки и букви. Например, вечерва настапија 4 прекрасни рецитатори, 20 прекрасни промотори, 1 фолклорист, 1 представник на современост, тоа се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 луѓе од чест на 8-та книга на Ристо Маджунко. И што е друго интересно? Книгата носи наслов Звуци и изрази, а првите 2 букви од двата доминантни збора звуци и изрази асоцираат на бројот 33. Така ли е? 33. 33 како 33 години од првата книга на Ристо Маджунков до оваа 8-ма книга, драги мои. Нека ми се можат годините, нека ми се можат книгите, а нам нека ни се можат радостите за сите успеси на нашиот вечерашен славени Ристо Маджунков. Токму тој има збор за самиот крај. Господине Маджунков, поведете. Драги любители на мојата поезија, почитувани гости, мојата најнова книга Звуци и изрази е испечатена и вечерва присуствуваме на нејзина промоција за вас, драги любители на поетскиот збор. Дозволете ми најпрво да им заблагодарам на рецензентите на мојата книга, почитуваните академик Митко Маджунков, мојот најстар брат, добро познат на сите вас, кој за жал не е вечерва со нас, ама во срцето и мислите сме заедно.
и професор Трајче Дјадов, неразделен соговорник, пријател и објективен аналитичар на моето творство. Благодарам од срце, Трајче. Изразвам голема благодарност и до главниот уредник на најстарото македонско списание Современост, писател Стефан Марковски. Списанието Современост конкурираше со мојата книга Звуци и зраци и доби поддршка од Министерството за култура за објавување на истата. Благодарам од срце Современост. Благодарам од срце на режисерот, драматург и автор Бранко Ставрев, кој ми испрати импресија за неговото доживување на книгата. Тој не е вечер басона со порака дека во мислите сме сите заедно. Ти благодарам од срце, Бранко. Искрено му благодарам и на директорот на Домот на културата Драган Маджиров, кој обезбеди простор и време за одржување на оваа промоција. Сакам исто така да благодарам на сите учесници во реализација на промоцијата. Пред се им благодарам на вечерашните промотори, на рецензентот Трајче Дјадов и за неговата прекрасна беседа и на писателот Ацо Богов за неговиот исцрпен оспред за мојата книга. Им благодарам исто така на чуварот на македонското фолклорно благо низ вековите, професор Иван Котев и на писател Стефан Марковски за искажањето убави зборови. Му благодарам од срце на неодмиливиот модератор на моите книги, поетот Георги Каледжиев. Благодарам од срце и на рецитаторите на мојата поезија која избогатија оваа вечер, почитуваната поетеса Маријета Дукич, професорот Павле Стојанов, методичната спикерка на радио Скуница господи Гонца Шивачева и артистот од Крунскиот театар господин Аден Нан. Благодарам од срце на сите. По тој повод дозволите ми да го поздравам и литературното друштво Браќа Милодиновци од Торонто, чиј член сум со надеж дека промоцијата на мојата книга се шири преку големата вода, на која ми биле присутни и моите деца и внуци. Голем поздрав за сите таму. И благодарам срдечно на мојата сопруга Марија за нејзината несебична поддршка и љубов. Таа вечер басоност и благодарам од срце, драга Марија. И благодарам на сите присутни роднини, пријатели и љубители на мојата поезија кои со своето присуство избогатија оваа вечер. Ова моје дело содржи 70 с песни собрани во книга со наслов Звуци и зраци. Ќе ве потсетам на неколку стихови. Ајде да засадиме бела бреза со клупа за починка, спремна за слушање стихови. Копнем по мислите кои би ме соединили со душата на зборот. Парченце леп да имаме свое приготвено во слобода и мир. Копнем по светлини и сини неба, светлини од светлина просоздадени, од свеки што не горат, што горат, ама не догоруваат. Ти си нежен цвет што заспива покрај книга со отворени страници. Застанувам на средината на мостот, ја претресувам пеплата на спомените да отплива во вечноста и продолжувам спокойно по патот. Јата светулки кружат околу мене и ме исполнуваат со старозаветен блесок. Од грањките на белата бреза, во шарена сенка на клупата, душата одмара. Според академик Митко Маџунков во книгата постои интерпункцијско поврзување на песните со целината на книгата. По својата рецензија за книгата тој ќе истакне: Звуци и зраци од поетот Ристо Маџунков представува заокружена целина книга песни, а не само збирка песни, како што обично видува со поетските усилби кои така најчесто се помнат по определени песни, а не по обидот да се создаде целина. Значајна новина во поезијата на Ристо Маџунков е што насловот често има функција на прв стих на песната, книжевна постапка што не сум ја видел на друго место. Ќе напише академик Митко Маџунков во својата рецензија. Истакнетиот македонски режисер, драматург и автор Бранко Ставрев во својата импресија за книгата ќе додаде дека констатацијата на академик Маџунков во многу се сопаѓа со неговото доживување за оваа прекрасна книга со однапред утврдена цел на авторот да напише поетска книга не само со нова книжевна постапка,
туку и да создаде целина која ќе биде духовно конципирана, мисловно продлабочена, жизнерадосно интонирана, сериозно загрижена и достоинствено прикажана. Во врска со целта на оваа книга Бранко Ставров ќе рече: поетот Христо Маđунков ја остварил својата цел создавајќи дело кој нижи гердан од сомнеш, но и синџир од надеж, од непребол, но и од радост, од незасита љубов и скриена тага, од скап и скапоцен живот. Поетот како да живее во монодрама, во внатрешен монолог искаен од клип од прашање колку копнежот се исполнил и колку мислите се соединиле со душата на зборот. За да сме достојни на оние кои го изградили овој свет со собствени раце. Кој е лекот за уплашена мисла? За Бранко Ставров е доктен видење ентологиска песна и своевиден есеј за феноменот наречен пишување, но и како упатство за читање. Поетското вдохновение кој долго било завиткано во мол, ќе проговори со искрена љубов и страст на целиот глас. Многу убави и собрани на едно место, откриени древни пораки и освети насоки. Љубовта Твоја е многу повеќе од се друго што ни треба, Господи. Неодмеливиот презент на скоро сите мои објавени книги во новиот милениум, професор Трајчев Јавот и напише во оваа книга. Иако навидом хетерогена звуци и зраци представува мотивско-тематска целина, затоа што основен мотив на секоја песна е љубовта, не само на оние со очигледен љубовен мотив. И кога поетот е филозофичен, длабоко започен и замислен, тој одговорот на своите секој задолбокувани и живото важни прашања, како и секој голем мудрец и маг го наоѓа во љубовта, она човечката, простодушната, најчистата и она во која човек може само да сака да потоне и да остане заробен во неа. Осветени чудесно долго се љубовме во езерската градина на Чичкана со алги, како зелени камчиња во кристална школка останавме таму за секој заробени. Може би затоа во утробата на зборот поетот ги сместил звуците и изразите од и што е љубовта ако не е мелодија од светлини. На крајот уште еднаш ви благодарам од срце на сите вас, драги присутни, бидете од Бога благословени со здравје, љубов и светлини во животот. А сега поведите кој сака може да си купи книга по промотивна цена. Поведите исто така на малку коктел и дружење. Наискрено благодарам на сите. Да знам, дали поубаво ги влакнеш твоите зелици во езерото Онтарио, во таа езерска шир во Канада, или тука во ѓолот дојрански. А то ми вели, ѓолот си е ѓол. Јас се надам дека наскоро повторно ќе посека да дојде да си ги исплакне зениците и нека повторно ќе направиме убава промоција на неговата телета книга. Да ни е здрав и жив. Благодарам на почувството.